Почитувани љубители на културата, уметноста и литературата, добро дојдовте во емисијата Астрорум. Најпријатно се чувствувам кога можам да разговарам со некој соговорник од мојата тесна специјалност. Предпоставувате дека денес ќе разговарам со музичар. И тоа некој било, туку светски музичар. Станува збор за нашиот џез пианист, композитор, аранжер Гордан Спасовски, кој што неодамна ни израдува кога неговата композиција во голема конкуренција влезе во 10 композиции која што беше изведена од светски биг бенд. Но јас да не должам повеќе, тука е Гордан со нас, ќе му посакам добре дојде и тој да ни раскаже за последните впечатоци. Добро дојдовте, Гордан, во Астрорум. Добро е, најдов и ви благодарам на поканата. Навистина беше несекојдневна можност, па макар и онлайн, да уживаме во прекрасниот звук кој што допираше до нас, а ја слушавме вашата композиција. Јас обично разговарам со моите гости од нивните почетоци, но сега се уште се свежи овие впечатоци, па ќе ве прашам како дојде да конкурирате на еден ваков конкурс и како дојде до тоа да се најдете во елитата. Овака, овој конкурс ми го препорача нашиот познат композитор и аранжер Владимир Николов во една претходна соработка со Balkan Youth Jazz Orchestra, каде што исто така имав можност да бидам дел од тој композиторски тим, кај што напишав една композиција која што беше изведена од овој оркестар кој го водеше Владимир Николов, и при таа соработка на некој начин тој ми го предложи овој евент, овој натпревар, и јас искрено бев малце скептичен на почеток, не знаев дали да се пријавам воопшто на овој евент, бидејќи не сум некој љубител на натпревари и на некои такви слични работи, бидејќи музиката за мене е едноставно искуство кое секој го доживува на различен начин. Меѓутоа, од друга страна, ми беше предизвик да ја чујам мојата композиција, тоест уште не напишана во тој момент, да ја слушам мојата музика од еден таков оркестар, еден оркестар од тој ранг. Па затоа се решив да напишам една композиција за овој оркестар. Не се надевав искрено, не ни планирав дека ќе стигне до некаде тоа. Едноставно ја напишав композицијата, си реков ќе ја пратам, доколку не таму ќе ја изведеме на друго место. Но ете се случи тоа што се случи, стигнавме до финалето и композицијата беше изведена од Umo Jazz Orchestra, беше одличен концерт, слушнавме различни музики, одлични композитори, одлични солисти, имаше музика за ракуцови, морам да споменам, имаше и джез традиција, и некои рок елементи, имаше многу модерни елементи и сето тоа во еден сплет, многу добро искомбинирано. И да, и беше едноставно уживање да слушнам мојата музика изведена од тој оркестар. Композицијата ја напишав непосредно пред од кога излезе конкурсот. Во тој период спремавме материјал со нашиот квинтет Кукурек, кој е сочинет од Кирил Кузманов на саксофон, Трајче Велков на труба, Кирил Тофикчиевски на бас и Виктор Филиповски на тапани. И додека го спремавме материјалот за нашиот нов албум, се случи ова.
и таа композиција се најде и на двете страни. Значи, додека јас ја пишував за биг бендот, ја донесов композицијата на моите колеги да ја отсвириме заедно, да едноставно сакав да слушнам како звучи тоа во еден мал комбо состав. Ни се допадна и одлучивме да вклучиме таа композиција во нашиот следен проект. Меѓутоа ја реаранжирав, нели, ја прилагодив за комбо состав. Малку поразлична верзија од таа верзија што ја слушнавме на концертот на Умо Джез оркестарот. Кога имате вештини, кога го имате занаетот, што би рекле, ако аранжманот, аранжирањето, инструментацијата се занает, и ако ја имате музичката идеја, како што ви секогаш ја имате, не ви недостасува, тогаш претпоставувам не е толку тешко, вистинско задоволство е да си ја преточувате музиката во различни формации. На конкурсот победи, мислам, жена, германка. Што мислите за другите композитори и дали можете вака да направите еден пресек што е тоа актуелно, бидејќи знаеме дека Скандинавија е една од водечките територии во европскиот џез и не е мала работа тамошен оркестар да ви изведе композиција, но вака ако гледате, имаме ли се уште стандардни пристапи, има ли нешто ново што се случува, се заситија ли музичарите и композиторите од премногу излегување од тоналитетите и така натаму. Вашата композиција имаше и глава и опашка, звучеше на моменти и модерно, но се држеше во некакви основни рамки. Што мислите вака генерално? Па така е, поопширно е прашањето, ќе почнам од почетокот. Значи, на надпреварот победи Клаудија Дофингер, таа е една млада германска композиторка, аранжерка и пианистка. Јас неја имам запознаено на факултетот за музичка уметност во Грац и е одличен музичар. Веќе има незината музика веќе беше изведувана од франкфуртскиот биг бенд, имаше целовечерен концерт и веќе ја познавав незината музика. Меѓутоа ова беше композиција која слушнав прв пат и ми се допадна премногу композицијата, ми се допадна незиниот начин на размислување, незиното пишување, незината оркестрација. Како што рече председателот во наводници на комисијата, Боб Минцер, тој е исто еден врвен аранжер и композитор. Имаше многу изненадувања во незината композиција и во незиниот аранжман и тоа ги натерало едноставно да имало моменти како што јас го разбрав, како што тој го интерпретира доживувањето додека ги слушал композициите и зошто се одлучил да даде најмногу поени за таа композиција. Мислам дека беше моментот дека доаѓало до такви ситуации каде што тој слушал работи што едноставно не ги очекувал. Многу често таков искусен музичар, таков искусен аранжер и композитор веќе знае кај се движат работите уште пред да ги слушне. Бидејќи тој сепак има поминато многу школи, има поминато многу оркестри, многу композиции за себе. И тој момент на изненадување мислам дека бил пресуден за да ја поддржи оваа аранжерка и композиторка, меѓутоа како што кажа тој, сите изведувачи и сите композитори има преубава музика и не бадела беа тие 10 композиции изведени од овој оркестар. Значи едноставно секоја композиција носеше нешто свое и имаше присутност на традиција, имаше присутност на некој модерен призвук. Значи имаше композиции каде што можевме да слушаме баш некој bebop language, каде што се слуша баш онаа jazz straight ahead традиција. Имаше моменти каде што слушавме многу по модерна хармонија и некои ритми кои што не се толку традиционални во џез музиката, би рекол. Меѓутоа целиот тој склоп нели направи да се случи една таква слика, да се направи еден таков колаж, би рекол, од овие композиции.
Важно е дека имало музика, а секогаш непредвидливите, свежи идеи, неочекувани создаваат возбудување и верувам дека оваа одлука била исправна. Јас ќе ве прашам, сега доаѓаме до моментот да не свати публиката она малку верувам дека што не ве познава по широката јавност дека вие не сте, ајде да се изразам улично, паднати од Марс, бидејќи сите овие луѓе ги познавате, доаѓате од една престижна школа во Грац, почнавте во Скопје, почнавте со маестро Илија Пеовски на УГД во Штип, меѓутоа отидовте во Грац, знаеме оттаму какви расни музичари доаѓаат, голема школа. Кажете ми сега како воопшто дојде да ја засакате џез музиката со оглед на тоа што доаѓате без подценување, но од еден мал град во Македонија, од Крива Паланка. Како се инфициравте од џез музиката или прво беше тоа класика? Еве, накратко ќе кажам приказната. Јас своето основно образование го стекнав во Крива Паланка и своето нижо музичко училиште и продолжив во средното музичко училиште во Штип. Додека учев во Штип, имав можност да слушнам неколку настапи веќе кога бев, ми се чини дека бев веќе трета или четврта година. Почна Стиво Джез фестивалот и тогаш дојдоа некои музичари кои едноставно за мене донесоа нешто ново, бидејќи јас не бев запознаен толку со таа музика. И мислам дека тоа беше, јас студирав класика во тој момент, меѓутоа секој пат се интересирав за нова музика, се интересирав за модерни жанрови, да речам, различни жанрови, но не бев упатен толку во straight ahead джезот, така да се изразам. Мислам дека ги слушнав денешните мои колеги Иван Иванов, Кирил Кузманов на еден джем сешн во Штип, во домот на млади во Штип, после првото или второто издание на Астибо Джез фестивал, не ме фаќате за збор, не сум сигурен. Меѓутоа тоа се случи на еден джем сешн после концертот и мислам дека тоа беше моментот кога што јас се запрепастив од нивната музика и се инфицирав од нивното свирење едноставно и почнав да се интересирам за тоа. Така дојдов и до мојот ментор Илија Пеовски, каде што ги поминав првите години во Штип. Тој ми ја покажа, нели, основната традиција на џез пијаното и на џез хармонијата и од тука продолжив во Грац во Австрија, каде што запознав многу музичари, значи врвни музичари. Тоа беше многу луѓе ќе ме прашаат што беше најпозитивната страна од тоа што студираш во една странска држава или во еден, да речеме, културен центар како што е Грац, како што се Виена, Амстердам, има многу такви школи. Најдобрата работа е тоа што има музичари од цел свет, има музичари со најразлични искуства, со најразлични нивоа и може да се согледа секаков напредок од најниско ниво до, не знам, до врвно музицирање. Има секакви приказни и тоа едноставно ни дава на нас, ни дава еден поттик да одиме понатаму, да истражуваме, да твориме, да вежбаме, да создаваме нова музика и тоа е тоа. Ќе се вратиме повторно на Грац, но јас не сакам да испуштам можноста, бидејќи лично со Илија Пеовски после неговиот концерт кој што му го приреди ЗДЖМ, неодамна беше на вистина една несекојдневна вечер, прекрасна музика. Кога го прашав, тој беше одушевен од вашето свирење, но јас не ја знаев предисторијата, па кога го прашав како тоа сте станале негов ученик, рече јас веќе немав место во мојата класа, меѓутоа кога ми донесо едно дете и кога отсвире прелудиум и фуга од Бах, јас знаев дека е тоа нешто вонсериско и многу ме радува што таа приказна така, бидејќи знаеме колку маестро Пеовски е шкрт на комплименти, ако на вистина не мисли така и што беше одушевен од овој концерт, особено од вашето музицирање. Сепак пијанист да даде комплимент на пијанист е голема работа. Тој беше и среќен што ви е дал основата, но и што сте заминале во странство. Сега, што значеше тоа во однос на каква е сцената во Грац? Едно се студентските денови, меѓутоа колку повеќе можности има од кај нас да се музицира и да се примени тоа знаење? Имавте ли таков побогат живот или се насочуваше кон студиите? Па, јас мислам дека, да речеме, сцената во Грац, како што е Грац, е еден
Па не, град се едно мало градче, јас би рекол, за една поголема европска држава. Значи има околу 300.000 жители, ако не се лажам, што не е кој знае колкава бројка во споредба со некои други центри како што се Виена, како што се Берлин. Меѓутоа, многу интересно што за така мал град има огромен број на музичари и тие музичари не се нели само од таму, туку доаѓаат од различни места, од целиот свет практично. Мислам дека тоа е тој факултет што постои таму е еден вид на гнездо кај што ги собира тие музичари, едноставно од тука се создаваат некои можности. Секако имаше можност за музички напредок во град, меѓутоа имаше и доста линкови кон други музички центри. Цело време имаше странски концерти од странски изведувачи, од амерички, да кажеме, џез изведувачи, од европски џез изведувачи. Значи, нон-стоп имаше некои мастер-класи, нон-стоп имаше некои работилници, концерти, кои што едноставно секој еден ивент ќе носеше нешто свое, што ќе може да ти даде некој линк кон некоја следна дестинација или кон некој следно размислување или кон едноставно да ти го укаже патот кон кој што треба да се движиш. Кажете ми, кои беа, освен Пејовски, еве за почетоците, клучните личности или клучните настани да си го најдете сопствениот јазик, бидејќи веќе се препознаваат и вашите композиции, односно композиторскиот начин, а и начинот на вашето питомо свирење, практично толку раскошно и толку нешта се случуваат во секоја ваша изведба. Имавте ли пред вас рол модели или се угледувавте ли на некого? Доживувате ли да ве, зашто знаеме, редовно кога ќе слушнат некој џез пианист или е тој ала Кит Джерет или Бил Еванс или кон некоја таква естетика. За вас што велат вашите колеги, стручните лица? Значи вака, влијанието е неизбежно. Тоа Диси Гилеспи го вели во едно интервју. Не ме интересира кој си, вели, сигурно си научил од некој да свириш. Што значи дека тој црпи претходни искуства, има еден збир од искуства, еден збир од вокабулари кои се создаваат, да речеме, во една целина, зреат заедно и се создава една своја енергија и еден свој начин на изведба. И мислам дека тој начин треба да го следи природниот пат. Јас, кај професорот Пејовски, тој е еден голем пример за тоа. Вели, ја не ве учам да свирите како мене, ја ви ги давам најдобрите примери што може да постојат. Ние кај него работевме музика од Бил Еванс, го спомнавме, од Херви Хенкок, од Мишел Петруцијани. И едноставно ги анализиравме нивните музички дела, ги анализиравме хармонијата, ритамот, така натаму и понатаму си има некој природен процес на зрење и на создавање нова музика и покрај професорот Пејовски огромно влијание, морам да спомнам дека и мојот професор во град, професорот Олаф Полцин, кој исто така на тој начин не се трудеше да го наметне својот јазик на изведба, туку едноставуваше најразлични примери, најразлични изведувачи, најразлични начини на творење и го следеше патот на секој негов студент, го следеше начинот на кој што се развива секој студент и му даваше поттик да продолжи по својот пат. На крај пак ќе кажам, влијанието е неизбежно. Јас со тие музичари сум поминал многу часови во една недела, ајде да кажеме, и неизбежно е да има нивно влијание. Исто така музиката што ја слушаме, значи колку часови сме поминале
да изслушаме Макој Тајнер или Херби Хенкок или Бил Еванс, Дюк Елингтон, не може да избегаме од тоа нивно влијание. Мислам дека тоа е природниот начин на зрење. Тие имале своји рол модели. Ако го прашате Херби Хенкок, тој ќе каже дека имаше едно интервју кај што зборува за начинот за хармонското размислување. Тој вели дека негови најголеми хармонски рол модели се Клер Фишер и Бил Еванс. Пред Бил Еванс имало некој друг. Така да тоа води наназад и наназад многу години и мислам дека е еден природен развиток, една природна фузија помеѓу различни искуства. Верувам дека заради природата на музиката, заради джезот и заради таа можност за импровизација и излегување од рамките, како најмалку суетни да се джез музичарите, па тие секогаш слободно истакнуваат кои биле нивните модели, без разлика дали доаѓа од американскиот континент или од Европа, и конечно е неважно кој е прв, кој е последен, туку многу лесно влегуваат и во музичка фузија и во формацијска фузија. Дали имавте некоја голема можност да настапите на сцена со голем музичар, некој ваш идол, дали се уште стои тлее таква некаква желба, бидејќи барем оваа пандемија покажа дека линковски можат да се врзат многу луѓе. Еве гледаме, разговарав со Гарот Авитијан, што му се случи, мислам, со врвни музичари. Денес некако е полесно, можеби да извлечеме таа позитивна страна од целата несреќа што го најде светот. Комуницирате ли се, договараат ли концерти заеднички настапи или бараат ли ваша композиција, нешто да ни откриете? Па еве пак ќе почнем од почеток на прашањето, значи сум имал неколку искуства со, да речем, такви светски музичари кај што едноставно нивната појава на сцена, нивната појава во ваша близина едноставно прави да се чувствувате поинаку. Има некоја аура која што вади нешто од секој од нас, од секој член во оркестарот или во бендот. Еве да речеме, додека студирав, кога ги завршив студиите практично, се направи еден студиски оркестар кај што ја изведувавме музиката на Чарли Паркер, при што ја изведуваше познатата вокална изведувачка Шила Џордан. Таа практично била дете, додека Чарли Паркер бил активен на сцената и му била другарка. И што е многу интересно да се долови тој момент, каде што од прва рака ги слушаш тие информации, значи скоро неописливо е тоа чувство како човек кој што бил заедно со Чарли Паркер ви објаснува како било да се свири со него или како он напишал песна за неа, или како функционирале сите тие дружби, како функционирале после настапите, како функционирале музичарите заедно како една целина. Сите тие работи влијаат за оформување на нашата музичка персона. И еве таа беше еден пример како е да се застане на таква икона. Друг пример е Дон Менза, кој што дојде пред неколку години со биг бендот на Заџама, кај што имавме можност да изведуваме неговата музика. Тоа е една таква огромна фигура која што е и спиритуално кога ќе се појави на сцена, но и физички кога ќе го слушнете неговиот звук од неговиот саксофон. Тоа е едно такво чувство што не може да се опише со зборови и мислам дека сите тие джез джинови ги нарекуваме, нели, огромно влијание со секоја своја појава во наша близина. Се трудиме да останеме во контакт со многу музичари, нели, се договараат концерти, се спрема материјал. Не е едноставно, нели, покрај сите овие ситуации да се обезбеди физичко присуство, нели, на еден гостин. Има доскоро требаше посебни услови да се обезбедат, нели, покрај целата оваа пандемска ситуација, но и покрај тоа не секој е спремен да
патува на подолги релации за да биде дел од некаков настан. Така да се трудиме и мислам дека ќе има доста настани во блиска иднина кај што ќе бидат вклучени наши колеги од странство и наши идоли, би рекол, значи музички херои. Така да се надеваме дека поскоро ќе имаме можност да изведеме некој концерт, можеби со биг бендот на ЗДЖМ или со некој друг ансамбл, каде што ќе направиме еден спој помеѓу нашите искуства и искуствата на овие наши идоли или херои. Сите го посакуваме тоа, навистина е задоволство да се присуствува на овие концерти и сега кон самиот крај да ве прашам за вашите лични проекти. Знаеме дека вашето CD одлично помина Пилар. Споменав дека ќе имате албум со Марија Димитриевиќ и јас имав среќа да слушнам нешто од тоа, навистина прекрасни композиции. Што работите во моментот? Имате ли време да создавате или сега со активностите со ЗДЖМ помалку време има, се отворија летните сцени, па сега активноста е малку поголема, да се надеваме дека овај крај на пандемијата и дека се повеќе и повеќе ќе има можности. Што е следно, вака најскоро, што можете лично да најавите? Вака, активни сме на различни полиња, мораме да бидеме активни на различни полиња за да функционираме. За сега тоа ни е единствениот начин, значи јас морам да бидам активен и како композитор, и како аранжер, и како изведувач на сите можни полиња во џез музиката. Еве покрај овие концерти што ги набројав на Сдруженијето на џез музичари, се спрема нов албум на квинтетот Кукуре, кој што веќе го спомнав на почетокот на самото интервју. Албумот е веќе снимен, но моментално е во постпродукција и се надеваме дека наскоро ќе имаме можност да го слушнеме. Друг проект на кој што работиме, на кој што се спрема е целочерен концерт на Джон Илија Applegren со камерен оркестар, каде што ќе бидат изведени француски шансони во склоп на Скопското лето на 24 јули. Го спомнавме албумот на Марија Димитриевиќ, кој што исто така се наоѓа постпродукција, се надевам дека наскоро ќе можеме да го слушнеме. Се твори нова музика цело време, моментално работам и на музика за Джон Илија Applegren, која што ќе исто така ќе имаме ќе имаме можност да ја слушнеме од еден друг проект кој ќе биде реализиран некаде на есен, се надевам. И така имаме нон-стоп некои проекти и настани околу кои што се ангажираме. Активен сум и на други сцени. Еве би можел да кажам, да го споменам фестивалчето за деца, распеано семијче од Крива Паланка, кај што исто така пробувам да бидам дел од тој тим, каде што секоја година ќе придонесам со понекоја композиција за деца. И така се наоѓаат различни полиња на кои што можеме да бидеме активни. Вистинска среќа е да си има ваков соговорник, кога минутите за разговорот одамна поминале и луѓето од режија сигнализираат и имаме само толку време, нема да ги споменуваме сите добри критики, за среќа сите се во суперлативи и однадвор и одвнатре за се досега што сте работеле. Ќе оставиме да прочитаат конечно луѓето што ќе гледаат оваа емисија и само на крајот ќе ве прашам, знаеме дека музичарите се кревки души, специфични, со хирови, со посебни барања. Вам, освен музиката, што ви причинува задоволство? Имате време да гледате филмови, да читате книги, да правите нешто друго, освен музика? Па, зависи. Некој пат имам, некој пат немам. Некој пат немам време, се разбирам за некои други активности. Меѓутоа, еве, сакам да прошетам многу по некој пат покрај река или на планина. Сакам да изгледам некој добра филм или да прочитам некоја книга, но зависи. Секој пат тоа зависи од активностите кои што ги имаме. И се наоѓа време, но некој пат не доволно за тие активности кои не се поврзани со музиката.
Еве сега ќе ви фрлам еден предизвик да посетите една од книжарниците на литература.мк. Вие во Мини Астро концертите и музициравте веќе во најголемата мегастор од литература.мк во Сити Мол, така што тој простор ви е познат, но сега ќе одите за чисто задоволство на кафе и да си одберете некоја книга по ваша мерка, ваш вкус, може да биде од областа на уметноста, на музиката, некоја биографија интересна и да ве потсетува на ова денешно интервју. Јас верувам како сте заитале по патот на музиката, вако успешно, дека ќе имаме уште многу можности да разговараме за убави проекти. Гордан, ви благодарам многу и ќе се видиме после некој ваш концерт, после уште некое големо уживање. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас, поздрав до сите ваши гледачи.